I'm so excited to be here with you. Добро утро на сите и многу сум среќен и возбуден што сум овде ово утро со вас. When Živko and I were talking about possible topics for this weekend, Кога со Живко зборевме за одредени теми, некои теми за овој викенд, we agreed that apologetics was the thing to do. се сложивме дека апологетиката е областа која треба да ја земеме. But the trouble is, as with quite a number of really important themes, that's not a very... The title doesn't sound very exciting. Како и во контекст на многу други теми, едноставно насловот не звучи многу возбудливо. So I think if we just call it apologetics, or the why and wherefore of apologetics, I think no one would come. И ако го ставевме наслов да биде апологетика, што, зошто и каква апологетиката, можеби никој немаш ни да се појави. And then I remembered something I had read many years ago, before some of you were born. И се сеќавам на нешто кое го читав пред многу години, пред повеќе од вас да се родат. By a famous Christian apologist called Francis Schaeffer. Од еден познат христијански апологет кој се вика Франсис Шефер. About whom more later this afternoon. За кого ќе кажеме нешто малку подоцна денес. And he had been grumbling about some of the ministers and the people being produced by theological seminaries back in the 60s and 70s. И тој многу зборуваше за луѓето кои излегува од таа теолошка едукација назад во 50-тите и 60-тите години. And said they want to tell us that they have the answers. Интересно тој велеше вака. Тие сакаат да ни дадат знање дека тие ги имаат одговорите. They don't even know the questions. Тие не ги знаат ни прашањата. And so hence the title today. И така дојдовме до насловот за денес. If Jesus is the answer, ако Исус е одговорот, you'd better know the questions. Подобро е да ги знаеш прашањата. Now, as will become apparent during the course of this day, И како што ќе стане очигледно во текот на овој курс, although I am extremely interested in apologetics, иако јас сум премногу заинтересиран за апологетиката, I am under no illusions. ја немам никакви илузии. Well, I probably am, but not about this. Веројатно сум во некаква илузија, ама не во оваа област. They are not the cure to all of our problems. Апологетиката не е исцелението за сите наши проблеми, за сите наши болести. If I had to sum it up, I would say this. И ако треба да срочам, ја би го рекол ова. Apologetics is absolutely necessary, апологетиката е апсолутно неопходна, but completely insufficient. но целосно недоволна. And if we're not very careful, will end up misleading us in the long run. И многу мораме да бидеме внимателни затоа што може да не одведе во погрешна насока долгорочно. Now those two slightly negative things don't take away from the first one. They are absolutely necessary. Иако направив две прилично негативни нешта, сепак тоа не значи да се занемари првата работа, дека апологетиката е апсолутно неопходна. Let's start off with this very interesting quote from Austin Farrer. Да почнеме со ова интересен цитат од Austin Farrer. He was a friend of C.S. Lewis, actually. Таа била пријателка со К.С. Луис. Actually, do you want to read this out for us? Океј, ќе ја прочитам јас, може да следите на екранот. Познато е дека рационалните аргументи ретко ги убедуваат луѓето да ја прифатат христијанската вера, па филозофските апологети го трошат своето време. Тезата е точна, но заклучокот не е. Иако аргументите можеби не создаваат убедување, сепак отсуството на истите може целосно да ги уништи. Луѓето можеби нема да прифатат нешто само затоа што е докажано, но ако никој не може да го одбрани, тие брзо ќе го отфрлат. Рационалните аргументи не создаваат верување, но одржуваат средина каде верувањето може да напредува. I love that because it gets the balance absolutely right. Многу ми се допаѓа затоа што во овој цитат е создаден еден баланс кој е на вистинската позиција. Now, when you
applied to come to this today, Кога веќе се пријавивте да дојдете овде денеска, you will have received a reading list, би требало да добиете една листа за читање, што треба да се прочита. and I fully realised that, like all good students, you didn't do any of it. И сватив дека како сите добри студенти, никој од вас ништо не прочитал. And that if I ask you questions about it, you will all sit there silently staring at your toes. И ако познам било какви прашања околу читањето, ќе ме гледате вака. So, what I'm going to be doing in this first talk is summarising Сега во овој прв говор ќе сумаризирам the contents of the first item you were sent in that list. содржината на првиот текст кој ви беше пратен во оваа листа. So if I mess up in the next few minutes, which I certainly will, И ако нешто забрлям во следните неколку минути, за кои сум сигурен дека ќе го you направам, can console yourselves with the thought може да се утешите со оваа мисла. that you can go back to the web link that Živko sent me, И дека ќе можете секогаш да се вратите назад до линкот кој Живко ми го прати, which goes to the article in my Substack blog, кој ќе ве однесе во еден како се ката чланак, article. Статија, фала ти Марино, Хрват. The main Croatian poet. Yeah. it comes to us all. Ќе ве однесе на таа статија која јас ја пишав во мојот блог, Which will say it all much better than I'm going to manage now. каде што можам многу подобро да се изразам отколку сега во овој момент. Well, let's start off then with a rather remarkable story. Да почнеме со една многу интересна приказна. How many of you have heard of Don Richardson's book, Peace Child? Кој од вас слушнал до сега за книгата на Дон Ричардс Peace Child, Дете на мирот? Okay, two people. Okay, it's rather elderly book now. I think it was published in the 1970s, but it's sold very many copies. Малце постара книга е издадена во 70-тите години, но се продава многу копии. Don Richardson was a missionary in Irian Jaya, which is in Indonesia. Значи Дон Ричардс бил мисионер во некаде во Индонезија And he was trying to reach one of the hardest people groups in the world to reach, the Sawi. и се обидел да ги досегне едно од најнедостижните групации на луѓе под името Сауи. These were people who lived in what was then, and perhaps still is, impenetrable jungle. И тие луѓе тогаш живеели и верувам дека се уште живеат на тоа место во таа недостижна, непробиена џунгла, таму живеели тие. And just by going there, he was taking a huge risk that he might have been killed immediately. Само што се одлучил да оди таму, тој веќе превземал огромен ризик затоа што на лице место можел да биде убиен. But he went there, he survived, Отишол таму, преживел, he was accepted by the тој people, бил прифатен од луѓето, he worked very hard in learning their language тој многу напорно работел да го научи нивниот јазик and their ways of thought, и начинот на кој тие размислуваат. and he didn't try to evangelize them for a long time. И воопшто не се ни обидел да ги евангелизира многу долго време. He was just gaining personal credibility among these people. Тој едноставно си го изградувал својот статус таму помеѓу нив. And eventually the day came when he thought, right, let's tell them a story. И конечно дошол денот каде што тој почувствувал дека окей, време е да им ја кажам приказната. And he started to tell them the story of Jesus. И почнал да им ја кажа приказната за Исус. Who he was, what he'd done. Кој бил, што тој направил. And rather like Paul in the Areopagus in Acts 17, И во многу нешта како и Павле на Аеропагот, it all went fine until he got to a certain point. приказната добро тече се додека не дошол до одредена точка. And then everything went wrong. И тогаш се тргнува наопаку. He started to explain about the betrayal by Judas Iscariot. И тој почнал да им објаснува за предавството на Јуда Искариотски. And they all started to applaud. И сите почнале да аплаудираат. And he thought, I've been saying this wrong. No, you've got the wrong idea, И тој guys. си помислил, чекај, погрешно ја кажа приказната, изгледа добиле погрешна идеја. And he explained again, И тој повторно им ја раскажал приказната. same result. Истиот резултат.
And he had to go and think it through again. И морал да се врати да размисли повторно. These were people who were constantly making war on neighboring tribes. Тие се луѓе кои they were like They were constantly making war on neighboring tribes. Тоа е племе кое константно имало војна со блиските племиња. So life expectancy was not long. Така да како се казва, животниот век не бил многу долг. And the greatest skill И едно од најценетите вештини that was admired by these people the most која била фактички вештината која била најценета од тоа племе was to try to get your enemy to a point where he relaxed. Било моментот да успееш да дојдеш до момент во средината на твојот непријател каде тие се опуштени со тебе. And then he would betray him and kill him. И тоаш ти ќе го предадеш и ќе го убиеш. This is why his storytelling went wrong. Еве каде оствари приказната всушност оди наопаку. But he stayed there and kept working away at it. Но тој останал таму и продолжил да работи, да учи, не знам може да разбере. Eventually he realized there was a way in. Всушност на крајот тој сфатил дека има еден начин на кој тој може да ја раскаже. There was one way in which these tribal people could make peace with one another that would last. Има еден и единствен начин на кој тие племиња може да дојдат до траен мир и едно нешто кој може да се направи. And it was by doing a very terrible thing. И тоа начинот на кој се доаѓало тој мир е остави да направите на многу страшна работа. Each tribe would take a baby and exchange it with a baby from the other tribe. Едното и двете племиња ќе земат рандом бебе од племето и ќе се сменат две бебиња. And this baby was the peace child. И тоа бебе се нарекувало дете на мирот. Because now one of us is one of yours. And one of yours is one of us. Еден од нас е еден од вас, еден од вас станува еден од нас. Wow. You can figure out, can't Сега you, може да dreaming ги people разберете what's going to happen next. Како што на кој начин продолжува приказната. Jesus Исус is the peace child. е детето на мирот. While we were his enemies, Додека се уште ние бевме негови непријатели, he came to us and Той took our дойде sins при нас. upon himself. и ги зема гревовите на себе. And he got the way in. И нашол начин како да ја прераскаже приказната за Исус. And so we became Christians. И Сауи станале христијани. I've told that story so many times, and every time I tell it, I get goosebumps. Си ме ја кажал таа приказна толку многу пати, но секогаш повторно кога ја раскажам, повторно се ежам. So amazing. Толку е прекрасно. But can you see that even when these people have become Christians on that basis, Но можете ли да видите дека иако тие луѓе стануваат христијани на таа основа, rather a lot of things were going to have to change. Многу работи всушност и ќе треба да се променат отпосле. And there was rather a lot he was going to have to explain once he got them past that point. Имало уште многу што да се објасни откако ќе премине таа точка. You can't just leave them there and say, that's it, job done, there we are guys. Може да ги оставиш само така да кажеш, окей, завршив работа, се гледаме дечки. Because their understanding of what the gospel is will be totally skewed. Затоа што начинот на кој ти би го разбрале евангелието би бил многу како се тоа narrow. No, on like a bias, a tilt. Окей, ќе биде едностранно. Не знам, едностранно разбирање. Okay, well let's look at some of the generalities that apply to Да видиме некои apologetics. од прашањата кои се однесуваат на апологетиката генерално. People who are interested in becoming Christians, or at any rate, maybe they're not interested, but you and I are evangelizing them anyway. Луѓето кои се заинтересирани за апологетика, можеби тие што не се, ние сега ги The questions they have will vary very much. Прашањата кои доаѓаат може да се разликуваат многу. They will vary by time and place. Значи, прашањата може да зависат од време и место.
Because despite what American beauty queens say, everybody else everywhere is not basically the same. Без разлика на тоа што Мис Америка ќе каже не секој и секаде е ист. Cultures everywhere are extremely different. Thank God! Културата на секаде е многу различна и фала на Бог за тоа. And the agenda then for the discussions И агендата за таа дискусија фактички is not set by us. и не е одредена од нас. We're the ones who want to get people to a certain place, but we don't set the agenda for how we get there. Ние би сакале луѓето да ги однесеме на некое друго место, но како тоа се случува, агендата за тоа не уште не е одредена од нас. The agenda is set by the people we're trying to reach or to persuade. Агендата е поставена од луѓето кои всушност ние сакаме да ги досегнеме. Now, one very frequent method, I wouldn't want to say it's the only method, but a very frequent method. Еден чест метод, не кажам дека не е добриот, но еден чест метод за како се прави тоа, is to start off by appealing to what people already believe. Е да почнеме од таму каде што ние сакаме да разбереме, да видиме што луѓето веќе веруваат. To persuade them of what they don't believe. И да ги убедиме во она што се уште тие не го веруваат. I mean, you could say that's what Don Richardson was doing with Asawi. И можеме да кажеме дека Дон Ричардс тоа го правил со Сауи племето. He was appealing to something they already believed about the peace child. Тој на некој начин им зборувал за нешто кое тие веќе го веруваат за детето на мирот. To persuade them of something that they didn't yet get. Да ги однесе или да ги донесе на позиција каде што тие се уште не разбираат некој. And you can see this happening right from the very beginning of the Christian faith. И тоа можеме да го видиме на самиот почеток на христијанската порака. What is Stephen doing in Jerusalem just before he's martyred? Што прави Стефан во Јерусалим моментите пред да биде убиен? I mean, we don't have any guarantees that this method of evangelism is always going to be successful. He might end up being killed. Значи немаме некои гаранции дека тој метод на евангелизација сега ќе биде успешен, веројатно може да бидеш и убиен. But the fact that they killed him shows that they did at least understand him. Тоа што го убиле, едноставно не покажа дека барем го разбрале. Right? He appealed to what they already knew from the Old Testament, their Jewish faith. Тој едноставно зборувал од тоа што тие веќе го знаеле од Стариот Завет. To what they didn't believe or didn't want to know about Jesus. И ги носел до таму за нешто што тие се уште не знаат, а тоа е Исус. Paul in Athens was in a very different and much less lethal situation. Павле во Атина бил во една многу различна ситуација и помалку смртоносна. The worst that could happen is what did happen. They just laughed at him. Најлошо што можело да се случи и се случило, тие му се смееле. I can identify with that so strongly. И може многу силно се идентификувам со тоа. How very ridiculous. Go away. Ајде, смешен си. Кој си? But what did he do? He appealed to the some of the Greek gods and the Greek gods, the writings of the poets, the Greek poets. На тоа што тој го адресирал било на тоа што тие веќе го познавале, тоа е грчката митологија, едноставно нивните поети. Yeah, you notice in that passage he quotes Greek poets, which had a kind of religious significance a couple of times. He doesn't quote the Old Testament at all. И можете да видите од делот каде што тоа е запишано, ќе видите дека апостол Павле цитира некои од нивните поети кои имале некаква религиозна важност, а воопшто не го цитира Стариот Завет. The Old Testament had no authority for them. Стариот Завет за тие луѓе во Атина немал никаков авторитет. They were philosophers, so they probably knew what the Old Testament was. Тие биле филозофи, така да веројатно знаеле што е Стариот Завет. Most of the other Greek pagans around them who weren't intellectuals probably won't even have known that. Имало многу луѓе околу нив кои всушност воопшто не знаеле за тоа. But what he does appeal to is the things that they have in common. Но тоа што тој го зборува таму е за нештата кои во тој момент им се заеднички. To direct them to Christ. За да ги пренасочи кон Христос. By the way, does anybody remember what it was that made them laugh at Paul and the whole thing? Всушност дали некој ќе се сети што е тоа за што тие му се смееле? What did he mention? Што спомнал таму за пати да му се смеат? Where the whole thing started to go wrong. Кога почна да се смее? Што мислите вие? Resurrection? Sorry? Resurrection? Resurrection, yes, resurrection. Воскресението. Токму така.
But the girl has just spent a week in a theological college. Ребека само што помина недела на теолошки факултет. Yes, because that was nonsense to them. Затоа што тоа за нив било глупост. God, okay, we have gods, Бог, окей, ние имаме богови, but actually behind it we know there's like one supreme God. Okay. но знае, остало позади целата приказна, остали знаеме дека има само еден врховен Бог. Created the world. Aristotle tells us it's always existed, but even Aristotle believed in God. So okay. Дека светот е создаден од Бог. Окей, Аристотел ни кажа нешто друго, дека светот секогаш постоел, но и Аристотел верува во Бог, така да окей, и тоа ќе помине. Resurrection from the dead. Но воскресението од мртвите? Like the way that we think the body is a nasty, smelly prison for the soul. Начинот на кој ни размислуваме дека телото е еден смрдлив затвор за душата. The body is the thing we need to we need rescuing from. Телото е уствари нешто од кое на нас ни треба спасение, да се тарасиме од него. Come and preach to us about the immortality of the soul and we'll listen to you. Проповедани за безсмртноста на душата и ќе те слушаме. But that's not the Christian teaching. The Christian teaching is resurrection of the dead. Но христијанското поучување не е тоа. Христијанското поучување е воскресение од мртвите. I'm going to digress here a moment. Една дигресија сега. But one of the many things that scared me to death when I was teaching in a Christian college. Една од тие работи кои многу ме плашеа додека поучував во христијански коледж Was the awareness that loads of these kids who've been brought up in good and godly Christian homes беше свесноста дека голем дел од тие деца кои пораснале во добри и побожни христијански семејства that didn't know one end of their Bible from the other нема појма ништо од Библијата, were probably technically heretics. веројатно технички тие се херетици. If you'd asked them to explain what they believed on this subject, Ако ги прашате да ви објаснат што веруваат на одредена тема, they would probably have gone for the immortality of the soul, тие веројатно ќе ви изборат за безсмртноста на душата, which would make them good Neoplatonists. зашто всушност ги прави добри неоплатонисти. Not that they could have spelled Neoplatonist. Не дека можеле да го спелуваат зборот неоплатонизам. But what Christians believe is in the resurrection of the dead. Но тоа што христијаните го веруваат е воскресението од мртвите. Okay, let's get back on track. Ајде се вратиме сега. So, where there's an encounter between faith and reason, Таму каде што има средба на верата и разумот, reason sets the agenda, разумот ја поставува агендата, because what counts as reasonable затоа што тоа што се смета за разумно, varies by context, значи диктирано е според контекстот, whereas faith is the thing that's given once and for all. А верата е она што е дадено еднаш за секогаш. Right? Whenever people use the expression common sense, Секогаш кога луѓето го користат терминот common sense, здрав разум, a lot of the time I want to laugh. секогаш сакам да се насмеам. So you already know me. You know that everything makes me laugh. Anyway, Можеби веќе ме запознате добро семе. some things really are common sense. If you drop something, it's going to fall to the ground. И некои работи се здрав разум, Everybody's eventually going to die. дека секој во конечност ќе умре. But most of the time when people use this expression, Но често пати кога се користи таа фраза здрав разум, they don't realize that they're referring to something that is only believed in their kind of society. често пати не се ни свесни дека го користат тоа за нешта кои се веруваат само во нивното општество. Okay, so firstly, what apologetics very frequently does Прво тоа што апологетика го прави is to appeal to what these people already believe to get them to somewhere that they aren't yet. Значи се однесува на тоа да разбере што тие луѓе одредена група веќе верува и на некој начин да ги води до одредена друга дестинација. And another technique И друга техника is to adopt form in order to subvert content. е усвојување форма за да се преврти содржината. Now that sounds very abstract.
Тоа звучи многу абстрактно So I'm going to give you two concrete examples, and you're familiar with both of them. и ќе ви дадам два конкретни примери и верувам дека се запознаени со тоа. John's Gospel. Евангелието според Јован. It's completely different to the other three, isn't it? Тоа е многу поразлично од другите три евангелија. It doesn't sound remotely the same. Воопшто не ни звучи исто. It's as if he's living in a different mental or spiritual universe. Како да живее во некој друг ментален, духовен универзум од другите. Some modernist Bible critics Некои модернисти толкувачи на Библијата used to argue, I don't think this argument's very fashionable anymore, аргументира и верувам дека тоа не е, да кажеме, модерен аргумент веќе, не е доминантен. that maybe John's Gospel wasn't written by John, Ќе кажа дека па можеби Евангелието според Јован всушност и не е напишано од Јован, but it was written by one of these early Gnostic, super spiritual а е types. напишано од овие раноцрковни гностици, оние супер духовници. Like I said, I don't think many people seriously make that argument now, Мислам дека веќе во последно време него голем дел од луѓето не го ни држат тој аргумент, but it did have one point in its favor. но имало една поента која всушност можела да го подкрепи тоа мислење. In that the way that John talks is in some ways in form a little like that, this kind of super spiritual way of talking. Начинот на кој Јован пишува и зборува има една таква конотација на супер духовност и слично. And I think that he was trying to reach people who were a bit like that. И јас мислам дека тој всушност се обидува да досегне една група која била таква. Because this was a rising way of thinking. Затоа што таквиот начин на размислување бил во пораст во тој момент. And when I say rising, I mean it was just taking off in the 1st century and it reached a climax in the 4th. И кога ќе кажам пораст, значи почнува во први век и климаксот, значи таа некоја горна амплитуда се случува во 4-тиот век. But look at what he says. Но видете што тој всушност кажува. The word Зборот, логос, зборот became flesh. стана тело. Absolute opposite Тоа е всушност контра of what those kind of people thought. од она што тој тип на луѓе всушност го мислеле. You read those first 14 verses of John's Gospel and like, you've got to read it really slowly. Don't think about reading the first 10 chapters together. It just, as Winnie the Pooh would have said, it just won't. Значи, ако ги читате првите 14 стиха, многу бавно ќе го сватите тој, не ги читате првите 10 глави на брзинка и наставно како што Вини Пух Winnie the Pooh. каже I don't know how to translate. It just won't. Наставно не Нема да бил. не бил. Right? They've got to take it really slowly because it's so dense. Треба многу бавно да читате затоа што едноставно има толку густа содржина. When John describes the crucifixion, Кога Јован ја го опишува раснувањето, he's even more keen than Matthew, Mark and Luke to emphasize its physicality. тој уште повеќе склон, уште дури многу повеќе од Матеј и Марко и Лука да покаже таа физичка страна на Spear thrust into his side and blood and water come out. Имаше копија која се заби од неговата меѓу ребрата и потекоа вода и крв. So he's adopting a certain form, way of talking to reach those kind of people, precisely to undermine their central ways of thinking. Усвоила одредена форма на пишување токму затоа за да може да се впротне и на некој начин да потресе основата на нивниот начин на размислување. Right, let's come to something, well, not recent, but a lot more recent. Да се осврнеме на нешто неодамнешно. Let's think our way back to the 1950s and 1960s. Да размислиме за нешто во 1950-1960 што се случи. That's the birth of rock and roll and pop music and Времето на рок-н-ролот кога се раѓа и поп музиката. 1967, 68 onwards you have the hippies 1967-68 хипи and движењето. traditional Christians hated all of this. И традиционалните христијани го мразеле сето тоа. And one of the things they hated most
И една од нештата кои тие најмногу ги мразеле was that their own young people found it incredibly appealing. е дека тоа всушност тоа движење многу било привлечно за младите луѓе. The elemental rhythms of the music. Значи самите ритмови на таа музика. And eventually some Christians in the 1960s and even more in the 1970s И во конечност некои христијани во 60-тите и посебно во 70-тите decided to do something that was very controversial одлучиле да направат нешто кое е многу контроверзно and meant that many of their elders really disapproved of them. Многу од нивните старешини не го одобрувале тоа And they started to make Christian rock music. и почнаа да прават христијанска рок музика. And a lot of it was trash. Во голема мера, голем дел од тоа што било произведено било катастрофа. And even by the canons of rock music, a lot of it was extremely uncool, but they tried. Дури и според тие некои канони на рок музиката, многу тоа што го правеле било не било бар уопште кул, но се виделе барем. As with everything, some of it was an awful lot better than others. Некои во многу нешта, некои малку работи биле, некои од нештата биле подобри од другите нешта. What were they trying to do? Но тоа што се обиделе да го направат, They were trying to adopt this idiom, this way of talking, singing, се обиделе да го усвојат тој идиом, тој начин на зборување и пеење, in order to say exactly the opposite of the main message of rock music, which was about sexual hedonism and all the rest of it. и на тој начин да го искомуницираат нешто што е навистина спротивно до она што рок музиката го пренесува како порака, тоа е секс и And no matter how angry their elders got, колку и да биле гневни нивните старешини, in the end it was inevitable they would win. на крајот било неопходно тие да победат. Within 10 or 15 years this was everywhere in all of the churches. Во период од 10 до 15 години таа музика била насекаде и во сите цркви. People were dressing down and not up to go to church on Sundays. Луѓето биле поопуштени до облекување, како да се не се дотерувале до толку за да идат во црква, биле малку поопуштени. But because it wasn't just about music, it was about a whole mode of being, a way of interacting. Фактички не се однесува само на музиката, туку на целокупниот начин на живење, на комуницирање. Okay, so what's going on here is that we're adopting form in order to subvert the content. А што се случува овде? Сега значи усвојуваме одредена форма за субверзивно да адресираме одредена порака. So, okay, now there is a danger here with all apologetics. Има опасност овде како и во секој правец на апологетиката. They're skewed. They present only a currently convenient aspect of the truth. Значи таквиот начин на водење апологетика покажува само од една одредена страна или адресира само една тема во тој правец. Right, your apologetics for the faith should use but should not be married to the spirit of the age. Значи апологетиката би требало да ги користи начините на времето, но не да се на некој начин да влезе во врска со тоа или да се поистовети со For several reasons. Од повеќе причини. One, it's only part of the truth. Прво, тоа е само дел од вистината. And you're going to need, if people are converting on the basis of this, И ако луѓе се обраќаат или доаѓаат кај Христос на таа основа, then you're going to need to expose them to the rest of what the gospel is all about. Тогаш како втор чекол би требало да ги изложите на останатиот дел од евангелието. Or in a short time you will have a very sick church. Или во краток рок имате многу болна црква. Because the thing about converts is they don't remain new converts forever. Поентата со новообратениците не остануваат новообратени за секогаш. They have a nasty habit of hanging around. Имаат една опасна навика да останат. Or in 10, 15, 20 years they're the leaders. И за 10-15 години тие стануваат водачи. Better give them the whole deal then. Подобро да им се даде целосната приказница, Or целосната creating слика. big trouble for the future. Или доаѓаат големи проблеми за во иднина. Similarly, when you're
doing missions in a different country or a different society, Слично на тоа кога правите, кога имате некаква мисија во некоја друга земја или во некој друго општество, you are going to want to present the gospel in a way that can be heard by people in that society. би требало да можете да го презентирате евангелието на начин на кој луѓето ќе може да го слушнат и да го разберат. Right? And if you don't do that, you won't make many converts and serve you right. И ако не го правите тоа, едноставно имате многу успех во мисијата. Right? When we go preaching the gospel in different places, whether it's in Macedonia or anywhere else, Кога одиме да го проповедаме евангелието на различни места, дали е тоа Македонија или we're not друго место, trying to turn people into the kind of foreigner that you are. не се обидуваш да ги обратиш во начин на странец кој ти си. We're trying to see them become Christians in that society, that country there. Ние би требало да сакаме да видиме да тие да станат христијани во нивното општество на начин на кој тие живеат. And that's good. И тоа е многу важно и добро. But then in the longer term, you have to get them to see the bigger picture, or they will become some kind of religious nationalist. Но во долгорочно би требало да ми ја представите целосната слика, затоа што тие во многу краток период може да станат религиозни националисти. And as we know, this is not exactly a theoretical problem, is it? И како што добро знаеме, тоа не останува само некој теоретски проблем. Okay. What about Neoplatonism in early Christianity? А што се однесува за неоплатонизмот во раното христијанство? That's the thing that Paul had stubbed his foot against in Athens, right? И тоа е нешто кое фактички апостол Павле дури се сопнал во Атина. Well, you don't have to go any further than just the New Testament itself Не мора да одите многу подалеку од Новиот Завет. to see that this problem hung around. It was in the churches. И за да разберете дека тој проблем всушност се одржал, но се дури бил и во црквите. Some years later, Paul's writing to the Corinthians, Неколку години подоцна во едно од писмата на Павле до коринтијаните, and he says, how is it that some of you don't believe in the resurrection of the dead? тој ги праша како е можно некој од вас да не веруваат во воскресението на мртвите. Well, if the dead aren't raised, Тој кажал, па ако мртвите не воскреснуваат, not even Christ has been raised. тогаш ни Христос не воскреснал. And if Christ hasn't been raised, you're still in your sins. А ако Христос не воскреснал, вие се уште сте во вашите гревови. And in the same church, he has problems with extreme sexual immorality. Во истата црква тој има неверојатно тежок проблем со страшен сексуален грев. And you think, well, okay, this is a universal problem. People behave badly in every И society. може да кажеш, па добро, тоа е универзален проблем, луѓето се однесуваат катастрофално во било кое општество. And that's true. И тоа е така. But in the Greek world at that period, it had a particular edge. Но во грчкиот период, посебно во тој период, се однесувано одредена годишна доба. Because if you make a radical dichotomy, are you okay with that word? Ако направиш една радикална дихотомија, една поделба Between physical and spiritual, between body and spirit, помеѓу физичкото и духовното, помеѓу телото и духот, you can go in two completely opposite directions и from there. можеш да отидеш од две спротивставени насоки. The more common one Една од почестите насоки is that you mistreat your body е да едноставно го злоставуваш твоето тело and treat physical things as if they're somehow evil, because that's what we need rescuing from. и да ги третираш физичките, телесните нешта како зли и тоа е нешто кој ни треба остави се But the other ослободени, спасени. the other thing is to go in the opposite way, as some of the Corinthians were, Но другата насока да одиш во тотално спротивната насока, како што некои од коринтијаните тоа го направиле. and say, well, let's behave how we like because we're only indulging the body. Си кажале вака, ајде се однесуваме како уствари ќе ни текне и да си уживаме, затоа што во тој случај ние единствено го злоставуваме телото. And that doesn't matter И тоа не е ни важно, because we've got a spiritual kind of salvation. затоа што имаме духовно спасение. Со телото можеш да правиш што сакаш. Now, I can't remember whether I want to tell you this now or we'll talk about it later. I think I think I'm going to, okay. Yeah, I'm not going to follow that one through now. All right, let's just, haven't been on time, by the way. I haven't been, no, do we need to stop soon? Maybe soon, yeah. Yeah, okay, right.
say a little bit about the pop culture of the 1970s. Малку за поп културата во 70-тите. Okay, I referred to it a few moments ago. И спомнав нешто за тоа пред неколку моменти. Right, this changed the entire culture of evangelicalism. Тоа, значи тоа ја менува целата култура на евангеликализмот. Now, back when I was alive, порано кога јас бев жив, I thought this was an extremely important and clever thing to do. Сметав дека тоа е многу добра и паметна работа да се направи. And that we'd got it right and our elders were stupid. И мислевме дека ние слушали сме во право, а нашите старешини, вие постарите се глупави. Little stopping to think без воопшто да размислуваме. That it was only in societies like mine Дека единствено во општеството како моето, that young people were brought up to think, A, that they were clever and everybody who went before them was stupid. дека единствено во општеството во кое јас сум пораснал, имаме такво размислување дека ние сме најпаметни и сите што биле пред нас се глупави. Which is itself kind of stupid, isn't it? Нешто што само по себе глупаво, нели? But in a way it was sort of necessary. Но всушност тоа беше како неопходно нешто. I was not brought up in a Christian home. Јас не пораснав во христијански дом. And becoming a Christian was my teenage rebellion. Да станам христијан уствари беше мојата тинеџерска бунтовност. And hey, I'm still doing it. И се уште тоа го правам, се уште сум бунтовен. But I'm not sure that I or hundreds of thousands of other people like me could have been reached. Но не сум сигурен дека јас или стотици како мене можеше да бидат досегнати by stiff and starchy, straight-laced people. од некои This is torturing you. No, it's fine. I'm gonna find a way. Такви здрвени старци, костумисани и така натаму. Where we were expected to, dress up in collar and tie on Sunday. И имало очекување да бидеме онака, како се тоа? Да бидеме To dress up in a collar and tie on Sunday. Да бидеме со лептир машни костумисани, стегнати, да. Кажав тој збор, мислам некој друг е, And sing 18th century hymns. И да ги пееме химните од 18 век. And use the King James Bible. И да користиме Библијата King James. It just wouldn't have touched me. Едноставно тоа верувам дека немаше да ме допре, да ме досегне. Something had to happen. Нешто требаше да се случи. But it has had a major downside, as we'll talk about later on today. Но ќе видиме подоцна дека тоа имало остави една негативен ефект подоцна, ќе видиме. Now, back when I used to teach in the seminary in London. Порано кога поучував во еден факултет во Лондон. And I wanted to tease my students, which was basically all the time. И кога сакав да се зафркам со моите студенти, слушаш тоа беше нон-стоп. I would say to them, how many of you think it's really important that we engage in culturally relevant evangelism? Јас ќе ги прашав колку од вас мислите дека е многу важно да бидеме да се впуштим во културолошки релевантна евангелизација. And all of them would say, yeah, that we could nod all around the room. До сите до еден. How many of you think that syncretism, that is the melding of Christianity with a completely different worldview, is a bad thing? И ќе ги праша, а добро, колку од вас верувате дека синкретизмот, а тоа е спојувањето на христијанското учење со начините на светот или некои искривени верувања од светот? And again, there'd be nodding all around the room. Syncretism is a bad thing. Shouldn't do that. Синкретизмот е лоша работа, тоа никош не смее да се прави. And here comes the wicked Piercism. И доаѓа веќе злиот пирсизам. Culturally relevant evangelism, good. Културолошкото евангелизација е добро, релевантност е добра. Syncretism, bad. Синкретизмот е лош.
What's the difference between them? Која е разликата помеѓу овие две нешта? It's tricky, isn't it? Многу е комплексно, нели? Right? But that just illustrates one of the central points I'm trying to make here. Тоа само го илустрира едно од тие централни нешта кои сакам да ги нагласам. We have to do apologetics. You can't not do it. Ние мораме да имаме да водиме апологетика и не можеме без тоа. As we saw in that quotation from Austin Farrer at the start of this talk, Како што видовме во тој цитат од Остин Фарер на почетокот на ова предавање, if we don't do this, we won't even hang on to the people we have and we might convert others. ако не го правиме тоа, то ние ќе ги изгубиме и оние кои се до нас, а и воопшто нема да ги досегнеме оние кои не се до нас. But it is limited, and if we're not careful in the long run, it can lead us astray. Но апологетиката е ограничена и ако не сме внимателни долгорочно може да не однесе во несакана насока. Take two very different examples. We've already mentioned them. Два важни примери кои веќе ги спомнавме. Neoplatonism wasn't just rejected by Paul in the New Testament Неоплатонизмот не бил само отфрлен од Павле и Новиот Завет, because it was a rising tide of opinion. It kept creeping into the church anyway. затоа што било едно разбирање во пораст и постојано се вовлекува во црквата. And no, I'm not just talking about the heretics like Gnostics. И јас сега не зборувам само за херетиците како гностиците, I'm talking about the church fathers. зборувам за црквените оци. Right? They found ways of reconciling a presentation of the faith Тие нашли начини на кои тие можат да го помират тоа некој начин проповедање на верата with some key Neoplatonic ideas. со некои клучни неоплатонски идеи. I'm going to mention one of them in particular in the next talk. Еден од нив ќе спомнам во следното предавање. And this built upon itself over the next 400 years И тоа се градело едно врз друго во следните 400 години. until by the time you get to the 4th and 5th centuries, Кога веќе ќе дојдеш до 4-тиот или 5-тиот век, the Christianity of that period is totally distorted by this direction of thought. и дел од христијанството е тотално искривено од таа некоја мисла која се развивала. Oh gosh, I could teach a whole college program on that. So, anyway, I'll just leave that there. Right, okay, that's Што there. оставиме тоа, таму нема да навлегувам во тоа. Right, then how about people like me my age, who were young and groovy back in the Што се 1970s? однесува до луѓето како мене кои во 1970-те биле млади и живи. What's going to happen when we've got a whole load of people, generally, young, dynamic, wanting to do stuff? Што ќе се случи кога ќе дојдете до млади, динамични луѓе кои сакаат да прават некои работи? And they have become Christians at least partly И тие ќе станат христијани барем делумно on the grounds that Jesus is a cool dude who will help us with our problems. врз основата на тоа разбирање дека Исус е кул фраер кој ќе ни помогне со нашите проблеми. I'm caricaturing, of course, Сега го правам карикатура од тоа, but not much. но не многу. What will happen if, in the minds of a load of these people, that is all the gospel's about, because it's partly true. Што ќе се случи во умовите на овие млади луѓе со таквото евангелие, со барем со таа вистина, таа делуна вистина која е дел од вистината? What will happen a couple of decades up the road when they're the leaders? Што ќе се случи со црквата кога после неколку декади тие стануваат устари водачи? Do you think we will have a load of churches that, though they may wave the Bibles around, are actually preaching therapy culture? Дали мислите дека иако ќе имаме многу цркви кои иако ја мафтат Библијата наоколу, а уствари проповедаат терапевтска култура? Am I striking a little closer to home now? Сега веќе нагласувам нешто кој ви е познато, нели? Can you see what this does? Ќе видиш, гледаш што се случува. I mean, I'm not knocking what happened back in the 1970s, because if that hadn't happened, I wouldn't be here for sure. Јас не се обидам да го струшам или да го негативно да зборам за тоа што се случило во 70-тите, бидејќи ако не се случило, јас немаше да бидам тука. But you can't just leave it there. Но не можеш само да останеш на тоа. Once you've
I'm not sure how much I believe in lines, but let's just say, once you've got them over the line, if there is a line. Не знам дали верувам во некаква линија, во некаква граница, но моментот кој ќе ги пренесеш преку таа линија, We then now have to say, ha, gotcha. ве имам. Now here's the rest of it. Сега еве го остатокот. Right? I mean, I'm messing around here, but nevertheless, I do mean it. Сега се шегувам, но на вистина ни треба тоа. Sorry, this is the trouble with most Pierce jokes. The fellow's actually serious. Тоа е едно од тие шеги на Майк Пирс кој всушност е вистина. Okay, so now here is just a final paragraph, and we'll stop with this. Еден крајен параграф и со тоа ќе застанеме. And I think that this is something I used, that I included in my online Substack article. И тоа е дел од мојот статија, од мојата статија на Substack. Okay, so better if Živko reads it and then we stop there. И јас ќе ја прочитам и тука ќе застанеме. Што требаше да направат црквите од 1970-те? Дали требаше да игнорираат културната клима на секаде околу нив и да продолжат да се обидуваат да ги овековечат стиловите на проповедање од 19-тиот век, химните од 18-тиот и јазикот од 17-тиот? Требаше ли Јустин Маченик да ги игнорира прашањата на луѓето околу него и да ги научи неевреите да бидат добри евреи, иако тешко дека ќе го разберат, уште помалку ќе одговорат на тоа? Требаше ли Дон Ричардсон да ги остави на мира своите паметни идеи и да се обиде да го претвори саби народот во дипломирани студенти со кошули и вратоврски на институтот Перри како него самиот и едноставно да ги извика нивните протести дека Јуда е херој, а Исус измамник? Okay, thank you. Actually, I've realised there's just a couple of other things, so next slide up, quickly. Уште еден слайд имаме. This is the most subversive conclusion of all. Ова е најпревртен и најсубверзивниот заклучок од сите. So whilst we must make apologetic arguments, Иако мораме да имаме апологетски аргументи, we must never fall into the error of believing them ourselves. никогаш не смееме да паднеме во замката самите да им веруваме. I'm exaggerating, of Сега course, го претерувам сега. but we must be clear in our minds that there's a whole load more and we need to Но feed that in мораме eventually. секогаш да бидеме свесни дека во позадина секогаш има многу повеќе материјал кој треба да го. But to take one of the most current examples, this is the finish now. Еден од скорешните примери. It's commonly claimed that postmodernity is, and here's the famous quote, an attitude of incredulity to meta-narratives. Како вообичаено се тврди, постмодерноста или постмодерната е став на недоверба кон метанаративите. Now, to briefly explain, that means Да се објасни тоа на кратко значи that postmodern people typically just don't believe in big stories that explain the meaning of life, the universe and everything. Тоа значи дека постмодерните луѓе веќе не веруваат во тие некои големи приказни, кои сеопфатни приказни кои ја објаснуваат смислата на животот и на универзумот и слично. And what that means for us now is that if we're going to get a hearing, И што тоа значи за нас е дека ако сакаме да имаме било какво слушателство, if you try and present, the four spiritual laws or the whole gospel in a 15-minute talk, ако сакаме no one's going to listen to you. Ако сакаме да ги презентираме 4 духовни закони или целото евангелие во 15 минути, никој нема да не слуша. They're going to have to feed it out in bits and pieces. Треба да го поделиме на делови и парчиња. If that's what we've got to do, that's what we've got to do. Ако треба тоа да го направиме, тогаш треба тоа да го направиме. But woe to us Но тешко нам if we forget that the faith is a grand narrative, ако забораваме дека верата всушност е голем наратив, the content of which at some point, later if not earlier, чија содржина во одреден момент, подоцна ако не порано, we have to transmit to people who are becoming Christians. треба да ја пренесеме на оние што стануваат христијани. Fail there, Ако не успееме во ова, and we set ourselves up for disaster a few years up the road. голема катастрофа не очекува за неколку години.